Скопје 2 дена се тресе. Кога дрма бегате? Професоре, од што може ова да не штити? За продавање орда во јаздеца се. Ајде, нека остане... Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Што ли ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга сте одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во аргументи. Ќе повторам безмалку истата најава од предмалку со Градимир. Значи, мислам дека политичката битка финишира пред 11 декември за кога се закажани изборите. Без разлика дали има или нема атмосфера, се чини дека и странците и домашните политичари се на чисто дека на 11 треба да има избори за да се излезе од оваа политичка криза во која долго време пловиме. Но таа од политичка се микса со правно-политичка од аспект што се прекршува околу работата на специјалното јавно обвинителство и тука двете политички струи се разликуваат. Опозицијата ја напаѓа и критикува за нестручност, за пристрасност, поврзаност со опозицијата и спротивно опозицијата цврсто ја поддржува сметајќи дека токму преку работата на специјалното јавно обвинителство ќе се излезе од кризата во која се наоѓаме, а дека виновни за целата оваа ситуација и заради конституирањето на СЈО е непрофесионализмот на јавното обвинителство, официјалното јавно обвинителство. И така овие две струи трчаат кон декември, кон изборите. На оваа тема ќе разговараме вечерва со господин Сотир Костов, аналитичар, поранешен јавен обвинител. Добро вечер. Добро вечер. Костов. И со господинот Валентин Зафиров, сега адвокат, поранешен судија. Добро вечер. Добро вечер. Господин Зафиров, вие сте прв пат во ТВ Нова, во оваа дебата. По некој непишано правило, почнувам со ново дојдените гости, но имате еднакво право во текот на емисијата, на дебата, на полемики, на различни ставови и така натаму. Она околу што деновиве беше актуелно и во собранието, беше прашањето дали ќе им се проложи рокот на постоење на специјалното јавно обвинителство. Според вас, дали 18 месеци се доволни да ја завршат работата заради која и почнаа да постојат како специјално јавно обвинителство? Па ја колку што пратев, не беше само дали ќе се продолжи рокот, него и од кој момент ќе започне да тече рокот. По сегашниот закон, значи започнува да тече рокот од примање на материјалите во специјалното јавно обвинителство. Сега тоа треба да се елаборира малку пошироко. Што значи примање на материјали? Тоа не значи дека почеток на постапка. Значи примањето и тие обемноста на тие материјали. Значи тоа не значи ни почеток на предистражна постапка. Значи материјалите треба да се прегледаат, да се види дали има основа за некакво основи за сомневање, тоа така правниците го кажуваме, па потоа дали има основа за предистражна постапка, од предистражната постапка ќе произлезе потребата од истрага или нема истрага, се носи решение по сегашниот закон за кривична постапка, јавниот обвинител носи во случајот специјалниот јавен обвинител решение за истрага, па во решението за истрага веќе активно се вклучува и одбраната и имаме рамноправна борба на две странки. Значи, а по предлогот е да тече рокот 18 месеца од 12 месеца, мислам, од решението плюс 6. Решението кога ќе донесе специјалниот јавен обвинител за спроведување на истрага, имаме 12 месеци да ја заврши, па ако не заврши, тука го уклучуваме веќе јавниот обвинител на Македонија со него побарање на специјалното јавно обвинителство уште 6 месеца дополнително. И за мене мислам дека е тоа сосема окей, пошто гледаме за какви материјали се работи, кој учествува во такви постапки, кај што имаме посебни истражни мерки, нарочито кај што имаме телефонски разговори, преслушување, аудио, видео снимки, колку се тие илјадници можат да бидат тие материјалите, значи
Ако зедете вие да ги слушате, само ви требаат 5 месеца. Може би. Значи сум учествувал во предмети кај што имало по 20 класери, а еден класер по 1000 телефонски разговори. Значи ако зедете вие дека колку време на еден обвинител му треба да ги преслуша тие, па да види, да ги поврзе, значи да извади суштината од тие разговори, кои се потребни, кои не се потребни, кои не смеат додат во постапка, значи заради заштита на приватноста, што немаат врска со кривично дело, тоа стварно може со месеци да трае, може и цела година да трае. И затоа јас мислам дека е сосема оправдано. Ако земеме дека во едно нормалните постапки кои ги води основното јавно обвинителство, не специјалното јавно обвинителство, додека се дојде до решение за истрага имаме и по 2-3 години, зошто кај специјалното обвинителство кои вака обемни и сложени предмети? Ако сакаме квалитет, ако сакаме претрчување на работата, тогаш во ред. Меѓутоа, ако сакаме квалитет, тоа да биде издржано и да не биде повикувањето дека е за оваа или онаа страна, значи правилна одлука да донесе јавно обвинителство, во ред е 12 месеца плюс 6 месеца да се проложи тој рок. Господин Крстов, постои ли ваква дилема околу определувањето кога завршува работата на специјалното јавно обвинителство? Од кога почнал да се Не, смета? постои дилема во толкувањето и сосема согласувам со Но и рокот соговорник и ја би дал овде да биде екстензивно, да биде широко толкувањето. Повеќе време да и се даде на КТЦ. Ја поинаку го гледам ова прашање. Кога ќе ви понудат една работа, а многу одговорна се согласувам, и за прв пат се случува на Македонија специјален јавен обвинител да истражува една гарнитура на власт дали е криминогена или не е криминогена, ако најмалку што треба да направите, малку да размислите дали да ја прифатите работата, дали да не ја прифатите, дали имате капацитет да ја завршите и дали ќе ви ги дадат условите за да баре малку успех покажете. Ова требаше да се мисли на почетокот, кога се прифати работата, требаше да има петља јавната обвинителка со својот тим да излезе и да каже: овие услови не дозволуваат ефективна, ефикасна постапка, успешно завршена, без разлика кој како ја гледаме успешно завршена, ама јаве со акти, судски акти, и тоа би било сосема на место и мојот глас е за, да, подолги рокови. Ама видете сега, оваа чорба ја запржија политичарите. Во огин ги ставија правниците, тоа се обвинителите, а еве ги сега и судиите. И сега тука границата малку е, Рубиконот би рекол, изгубен и малку правото и политиката ни се помеша и сега секој ќе толкува како што сака или како што му одговара или приодот, а проучот ќе ни биде различен. Како и да е, јас лично мислам дека ова не треба да се меша со изборите, а мислам некој токму тоа го прави. Јавната обвинителка веќе има бришен простор, опремена, организационно-технички, финансиски. Тим, прво ниво, второ, трето ниво. И таа да си работи, изборите полека да се доближат, тоест ние да се доближиме кои изборите, да се одржат и да не се меша сега нов додатен услов. До кога нам ќе ни се поставуваат нови маркери, нови услови, како што некој сега сака и така го сака доаѓањето на хан, ајде да ги убедиме овие на власт да се согласат, да и се даде специјален суд или специјално оделение и така натаму. Не, треба да се работи под оние услови кои е прифатено пред година и повеќе, да не се вршат обструкции, а од кога ќе завршат изборите, да бидеме искрени, се е можно. И да се продолжи, и да не се продолжи. И една власт да одлучува, и можеби нова гарнитура ќе дое, друга власт да одлучува. А сега во функција да се инструментализира специјално да јавно обвинителство, во функција на избори, нечи лик кој можеби треба да биде носител на листа или на листата да биде негде поставен, да бидат блатени, да бидат етикетирани и така натаму, ја не се согласувам. Па ја мислам дека ова последно, дека некој ќе биде блатен или етикетиран, нема време јавното обвинителство да испадне со обвинителни акти кои треба впрочем да станат и правосилни. Значи таа обвинителниот акт оди на проверка кај судот. Значи тоа треба време, има право на
на приговор, па на приговор од одлука да чекаме, еве ги стаса изборите, не се слагам дека некој би можел да се блати во овој момент од специјалното јавно обвинителство. Се слагам дека замешаа сета оваа каша политичарите, меѓутоа и политичарите сега треба да го расчистат тоа. Токму тоа се бара. Не се слагам дека во време на избори сега не требало да бара Катица Јанева измени на законите кои се клучни за незиното работење. Затоа што па ние сме од која имаме специјално јавно обвинителство во време на избори. И не знаеме дали ќе имаме избори сега на 11. Зошто јас го почитувам професорот Шкарич како секако авторитет најголем по уставно право. Денеска гледам на телевизија дека он кажува дека не може 45 дена да се крати рокот пред избори. Го прочитав уставот и навистина не може 45 дена. Се што ни прават политичарите нас? И од опозиција овој пат, и од позиција, пошто сите четворица истото го бараат. Сите четворица, и од албанскиот блок, и од нашиот блок, македонскиот блок, ние замешаа кашата. И дека треба политиката да се замеша, оти не може без политика, крајно парламентот е политички орган. Значи, тој е составен од политички представници на разни партии. Дека парламентот треба да се произнесе. Се дали ќе биде тоа скратена или ќе биде редовна постапка, јас стално се залагам за да биде редовна постапка. Скратената постапка отпадна. Сега на Павле Трајановски, мислам, беше предлогот, е за редовна постапка. Нека си оди у редовна процедура и нека си се произнесат политичките партии преку своите представници у парламентот, ама тоа да биде објективно, како што сега ние дискутираме за потребата на значи гледајќи го како правосуден орган, за потребата дали рокоите се кратки или се долги рокоите. Значи се сложивме двајцата дека велите политичарите да го решат. Политичарите не секогаш имаат аршин иста цел до која сака да дојдат. Во политичката битка се многу различни и очекувањето од СЈО се многу различни. Значи тоа е тоа е процес на договарањето меѓу политичарите. Колку е повеш политичарот во договарањето, поеќе ќе успее во тој компромис. Оти компромисот не е успех, него компромисот значи отстапки. Колку помалки отстапки од ставот свој дадеш на противната страна, толку, ајде да речем, наводен успех имаш. Иначе, значи, не можеме од крајните точки што ќе тргнат политичарите да се закопаат во место и тогаш нема решение. Затоа ни е пржинскиот договор. Нели? 1, 2, 3, веќе колку стана пржински договори. Значи, политичарите едини се кои носат закони. Собранието. Видете, собранието. Ние во собранието, јас стварно не знам, не сум прател, не ме интересирало политика. Мене ме интересирало стално правосудство. Значи, дали имаме двајца или тројца независни пратеници? Ајде да речеме што ги избрал народот заради нивниот лик и дело. Сите се на партиски листи. И чим се на партиски листи, значи се политички определени. И сега не можеме да речеме дека јас од мене зависи или од вас или од Сотир решавање на проблемот. Решавањето сега што е потребно и како е потребно на оваа држава, тоа е веќе друг проблем. Дали е уставно, дали е неуставно, моментот на носење на уставност на одлуката дали е уставно, тоа е многу битно. Последиците што ќе произлезат од тоа. За тоа можеме да дискутираме ние тука од стручен аспект. И тоа еве вака да ви кажам. Јас ќе се воздржам. Јас сум кривичар и за уставно право мислам дека добро го познавам, ама можам да погрешам. Така. Значи, можам да коректно. Значи, тоа е стручност. Него во една е разликата меѓу нас двојцата. Јас велам, зошто пак брзање? Му се бројат деновите на парламентот ќе биде распуштен и пак на брзина. Па од тоа пржино се на брзина правиме и секој пат лошо мериме, лошо сечиме и имаме последици. Не, сега фокус се изборите. 31 март, август е договорено, услови има и се оди на избори. После изборите никој нема да спречи една процедура за продолжување на рокот. А вака пред изборите пак на брзина, пак запалени глави, пак јас мислам едно, другиот мисли друго и мислам пак ќе се погреши. Значи фокусот треба да ни биде на изборите, бидејќи само изборите се излез од криза. А нешто подолго траиме во криза. Значи, вака нас не викнаа сега да зборуваме за изборите, пошто не сме стручници. Бар ја не сум стручниц околу изборите. Можеме за изборите. За изборите можам како граѓанин да си давам свое мислење, дали требало да бидат, кога требало да бидат, дали се легални или не се легални, тоа можем и од правен аспект, него ваму зборуваме за потребата, дали се потребни тие промени.
Јас тврдам дека се потребни тие промени. Не само тие, него и потребни се и промените на Законот за заштита на сведоци и на други системски закони, усогласување на Законот за заштита сведоци со Законот за кривична постапка, пошто иста материја обработуваат. Значи, зборуваме за потребата, дали постои потреба. Јас велам дека постои потреба. А иначе, сега. А иначе, дека тоа ќе влијае на изборите во насока, дека некој ќе биде, па за тоа се бара рокот да се продолжи. Значи, дека не може до изборите да се стаса со тоа, ако се изборите на 11 децембар. Значи, не може едноставно тие обемни постапки да се завршат до 11. Значи, не знам како би влијало да се блати некој. Дали ќе биде тоа Заев, Груевски, од опозиција или опозиција, јас мислам дека јавното обвинителство, ако нема сработено, а ако има сработено, не и треба продолжување на Значи, рокот. вие мислите дека не е во функција на политизација заради резултат на изборите како што сме Сосема Заради спортивното јас го мислам. Заради тоа само дека некој, спортивно. заради тоа дека некој ќе биде изблатен, да не може, не само изблатен. Ама веќе се изблатени луѓе. Ама сите сме изблатени. У таа каша веќе нема Да. македонец што Да. не е изблатен. Значи, дека не ќе може, поради последици од покренување на обвинителен акт, да биде избрано лице. Да Ќе може, мислите вие, Костов, или не? Не, Не, вече ако има ќе може да обвинителен биде- акт, не ме свативте, ако има обвинителен акт, тогаш не ќе може да биде избрано лице, да учествува, да биде ама вие биран. викате дека нема Јас нема викам време. дека нема време, ако работата е веќе завршена на Катица Јанева, односно на специјалното јавно обвинителство, Колега, секако нема... Да не избрзавме малку со обвинителниот так дека нема да може да биде. Не. Презумцијата на невиност вели. И неправосилна осуда човекот е невин. Значи осуден во прва инстанца, Во ред. потврден во втора. И ако има Значи, уште правни лекови редовни, тој Се слага. е невин. Вака, И ве со молам, тоа се значи, слагам. ве Не, молам. ама јас се слагам со тоа. Значи, ама рековте, нема да може да биде на листа. Не Значи, е точно. тоа ќе видиме Не е во точно. законот, дали кои лица можат да бидат бирани. Значи, ако е причина на некој да му се покрене обвинение од одредена област или од одредена тежина и е причина за да не биде биран, тогаш не ќе може да биде биран. Меѓутоа, тука и за блатење нека биде само просто. Тука за блатењето на лица не може да биде со обвинителен акт. Значи нема, освен ако работата веќе е свршена. А ако веќе Што е значи тоа кој е свршено? Значи, ако е завршена работата, истрагата да е завршена и да е спремено обвинителството да испадне со обвинителен акт пред надлежниот суд. Ако веќе не е изработено, да. Значи Ние не знаеме. не и треба време, не му треба време на специјалното обвинителство продолжување. Напротив, времето потребно за завршување на истрагите се однесува веројатно на некое идно време по изборите. Пак велам, ако на 11 децембар ние имаме избори, што јас и не сум така убеден, ама ова како граѓанин Во превод, досега само 2 акта или предлога беа. Па Мислам рачунај дека се предлози. за година, да. Мислам Значи дека се за предлози. година дена види што се успеа, еден добро составен тим. Еве, македонската јавност се поделена, едни го фалат, други се резервирани, има и такви што напаѓат. И се за година дена само 2 акта и тоа од помалото братче, ние би рекле, луѓето што сме били у правосудство или се уште некои се, мислам дека малку, премногу малку е понудено за ова време. Од кои причини, јас не знам. Али само една друга работа да докажам. А се работи за докажувањето. Докажувањето не се прави на пресконференции. И затоа велам луѓето веќе обрзот им е оцрнет, противправно, неосновано. Доказите, судијата и подобро од мене знае, служат за проверка на нивната веродостојност во судската сала и тоа само од судот, од судијата. Обвинителот предлага, обвинетиот одбраната можат и тие да предложат. И судот, ако не е задоволен, може да предложи. А не во јавноста, како во овој случај се направи. Се кажа имиња, функции, цела партија била криминогена и така натаму. И работата... Политичарите или од... Не од обвинителите за политичарите. Некој држеше тиради, некој имаше шоу. Морам да го кажам ова. Не, тој шоу требаше да се направи пред судијата во судската сала и судијата достојно, као Доминус Литис, најак човек во судската сала, што би рекле со најголемиот политик, генерал, да каже да, овие докази се издржани, одиме понатаму и ќе се донесе одлука.
А вака, ние расправаме дека имаме криминогена власт, ни криви ни должни луѓето од едни незаконски снимани разговори, кои треба да се, колега, почуен глас или индиција што велат. да. Па еднаш во ова студио кажува колку е разлика од индиција и чуен глас до правосудна пресуда. Има, ја измерив, 7 скалила има. А да ви кажам јас нешто... И сега, каде се доказите? Јас сум досаден, ама каде се доказите? Не во ред, мене не сте ми досаден, баш сте ми интересен. Значи, вака да ви кажам, сте чули ли за предметот ликвидација? Да. Јас бев обвинет во тој предмет, притворен. Знаете ли Бев не. дека со слика, уште вечерта со слика бевме на телевизија, со име и презиме, и што и, значи, и власта, со какви необвиненија испадна према медиум, преку медиумите против нас, што немаше ништо, не сме ние за тоа судени. Од ликвидација е дека некој ќе ликвидираме. Значи дека некој ќе ликвидираме. Да. И знаете ли уште нешто, зошто тогаш ова што сега е индиции, зошто во тој предмет е доказ? Зошто прислушкуваните телефонски разговори, јас од нивната содржина воопшто сакав да се изведат како доказ. Меѓутоа, од принципиални причини ја побарав наредбата. Дали може без наредба изведена на главен претрес да бидат доказ телефонски или видео и аудио? Кажете вака пред јавност. Така, ние сме осудени на тоа. Колега, ама не сме само ние. У многу предмети се така. Ако така обвинителството работело, сега ние треба да предфатиме дека е напредок. Значи е напредок, јас се слагам дека не може така да се работи. Да. Значи е напредок што сега специјалното јавно обвинителство, овие телефонски разговори, незаконски прибавени, значи ги третира како индиции. Да. Сега, да се навратам на транспарентноста на јавното обвинителство, која вие ја критикувате. Значи, јавното обвинителство долги месеци не испадна на прес, значи не испадна во јавноста. Специјалното јавно обвинителство не испадна во јавноста. Цела јавност бараше од него да биде потранспарентно и да каже нешто што има за кажење. Закажување. Сега кога испадна и кога кажа, нас не ни се свиѓа што кажало. Работата на специјалното јавно обвинителство во однос на презумцијата на невиност. Значи тоа е нешто како со основното јавно обвинителство, ако споредиш, редовното основно јавно, е Боки Шеширџија. Значи, Боки Шеширџија. Имаме човек од кој се бара притвор, го покануваат со покана да дојде во судот. Сега. Специјалното јавно обвинителство. Го покануваат со покана да дојде во судот. А знаете како не збираш основното јавно обвинителство? Како? Цело мало се блокира со специјалци, како ние да сме од Ал-Каеда, а увелес 4 такви мала во еден момент у Македонија 8, а кај што има 100 обвинети, можете да замислите кои специјални единици со автоматски пушки, со маски, се дрма, се тропа по вратата, се пишти сирени, цело мало да те посрамоти и уште кога испаѓаме од дома, кога не изнесуваат со лисици, со камера одат и пред нас не снимаат. Значи имавме едно такво работење на обвинителството, кое не знам дали некој што до себе држи во правото би го оправдал, и имаме сега специјалното обвинителство кое со покана уредно да си каже човекот што има за кажување, осомничениот, нели не е обвинет се уште, да си каже, па судот да одлучи. Па кога судот ќе одлучи, не се прави од тоа фама што не прифаќа притвор судот, не прифаќа, имаме редовни правни лекови, жалби и така натаму. А за тоа никој пат ја не сум чул по име и презиме да спомнат име и презиме на осомничен. Медиумите. Не, тоа медиумите. А спед не. Се укажа на функција, за функциите, да. партија, се. За функциите, Вака да. сакам нешто А да кажам. носителите на Значи, функции, јас сум бил и он носител на функции, треба да сме спремни на тоа. Значи, треба да сме спремни на тоа. Видете, ние со колегата имавме една средба во едно друго студио, во една друга телевизија, и ја му се извинив после една негова реакција за она се што го доживеал, преживеал, и му реков не треба така. Ама видите сега, во една таква дискусија за случајот на мојот соговорник, јас сум хендикепиран. Тој поаѓа од психолошките трауми, тој поаѓа од неправдата што му е направена,
нема љутиш, јавноста ќе биде на ваша страна. Не, воопшто. Напротив, треба да се бориме тоа да не се случува, а не да велиме, а тогаш, па затоа и јас што сега. кажав сега? Дозволете. Дека истото го кажав, дека не ја треба и така. втор пат ви се извинувам, ја Не треба, претпоставувам. не треба. Ја Немам претпоставувам. А вие сте човек што знаете што е доказ и факт и вие ја кажувате вистината. Знам да проценам јас многу добро, а јас случајот во детали не го знам. Во ред. Ама знам што значи да му се деси на човек. Па Не, јас само прашам, ако нема наредба, дали може да се употребува? Значи, Па господине проверете Валентин, дали има наредба. значи не смее тој и ако има уште неколку такви случаи да не бидат репери, тие случаи треба да ги осудиме, да ги изолираме и да не ни се повторуваат. Специјалното јавно обвинителство има лоша мана. Тие случаи ги повторува. Не, Ги не детектира и целата прво вака ги најавуваше Заев. Денес ќе ги најави Заев, утредента пресконференција ќе одржат трите обвинителки, специјалната и низините заменички или помошнички. И вака сега. Немој да ми кажете дека на тај прес тај не изнесуваше битие на кривично дело со сторители однапе, вака, нацртани, кажани, министер, припадност на политичка партија, член на влада, значи све, само што не е кажано Љубиша Николовски, Сотир Костов или било. Не се работи така. Ако сакаме да откриеме криминал, за она што ја никад не коментирав за снимките, али ако се тие индиции, ја допуштам можност да се индиции, зошто некој не се растрча колега да оде да побара докази, да ги најде доказите. Со тие докази да отиде во судот и да му даде на судот да работи. Ја ви тврдам, судството ќе се замисли. Тек тогаш ќе видиме дали Катица неколегијално ќе си ги колегите нарекува сваровски судики и така натаму. Ама дајте ми докази. А вака нема аргументи, нема докази и некој е тврдоглав. Значи, упорно. Вие тврдите дека нема докази. Ниту јас, ниту вие не знаеме специјалното јавно обвинителство што работи. Еве пресек година дена. Значи вака, у предистражна постапка, они никој пат не кажуваат што работат. Значи не, и така е во ред. Значи и така е во ред. Се согласувам. Значи ништо, ниту кој докази ги избие. Од индициите тргаат и сигурно копаат негде и чепкаат. Гледаме сакале у катастар да влезат, па имаат обструкции. Флегоа, ама флегоа. Па театрално. Не, начинот на кој, од која катастарот одби да соработува со нив, они мораат да влезат. Значи, начинот на кој гледаме какви обструкции, предметот пуч ли беше, го бараше од судот, па судот или од обвинителството сега, од обвинителството, па да воспостави надлежност. Така, да воспостави надлежност. По законот за специјално јавно обвинителство пишува дека специјалниот јавен обвинител, доколку има сомнеш дека во некој предмет има материјал кој он треба да го работи, го бара тој предмет и одлучува во рок. Мислам дека имаше рок од 8 дена. Каде е предметот сега? Мислам дека во ред, дозволете ми. Во рок од 8 дена треба да одлучи дали ќе воспостави надлежност или не. Да. Тука одевме до судирна надлежност што не постои, да предметот беше кај јавно обвинителскиот совет, а јавно обвинителскиот совет, бар ние знаеме, нема никаква ингеренција за надлежност на Да, се согласувам. Нема никаква ингеренција. Значи со сите тие обструкции. Ама сега предметот е таму каде што сака Катица. Ја не знам да ви кажам. Ја не знам, тоа веројатно пуче кај Катица. А што правиме вака сега? Што правиме со случајот на судот му поднасаме предлог, му даваме докази, доказите кодирани? Какво писмено ние велиме? По старите. Од првото време. Какво писмено е тоа? И се судот го враќа. Еве сега да ви кажам, вие одамна сте испаднати сами од судството. Значи јас со такви докази само еден предмет сум учествувал, Ореше, да речеме, познатиот веќе фамозниот Ореше, за кој сите не испозатворија. Меѓутоа, така, иначе не сум истравматизиран воопшто. Тоа драго ми е. Значи, меѓутоа, како адвокат сум учествувал. Сите докази, такви, декласифицирани, односно недекласифицирани, класифицирани, си даваат ка истражниот судија, ниту се запечатени. Не зборам за класифицирани предмети. А за кои? Кодирани.
Ја не знам сега какви се тие кодирани стикот е така заштитен да не може никој да го отвори, да ви направам споредба како телефонот на А капач. мислите ли дека така е заштита? Се покажа така. Не знам јас тоа. Не знам за тоа. Им го вратија и потоа овие со образложение отишле во судот и ги дале дока. Немој да ми кажувате за класифицирани, знам што е класифициран доказ. Тоа не го знам. Работе во Кингерот. Тоа не го знам. Готово. Значи збориме за различни работи. Не зборам за класифицирани. Значи ова кодиран доказ не знам. Нов поим се измислува. Што е тоа кодиран? Барам од Љубиша да донесе мерка заштитна, дали е домашен притвор, дали е притвор, дали е одземање патна исправа, а доказите му викам не можеш да ги отвориш. Тоа сакам да го кажам. И сега, како тоа судот ќе одлучи? Тоа е предвремено се кодирани? Чудно се однесува. До која фаза се кодирани? Не. Кога се Не, тоа е нивен код. Види се. Нивен обвинителството, не е Обвинителството таен проценило доказ. нешто што Вика, се дава покажа тоа неефикасно. Проценило, за да не излегуваат во јавноста, и многу работи им излегува во јавноста, им се зашто го дава разводи. судот? Ма мора, судот треба да одлучи. Судот се главните одлуки. Добро, ама зашто кодиран го дава? И судот за да одлучи треба да има доказ, да му поднесам јас. Доказ и судијата ќе одлучи. Судиите не можат да отворат. Не испадна неуки. Некој им дал таков софтвер да го заштити USB-то, стикчето, да овие не можат да отворат. Што направија после? Го отвори. Во ред. И тоа одеше 2-3 дена. Не беше проблем. Ама не, ова... Значи не беше, еве се направило грешка. Може да биле кодирани Лично за мислам кајни, дека не за кајнив да го Се многу заштитат. поквалитетни од Катица. Немојте вие 2-3 дена кога рече, па саат и пол Темелко неправно го притворивме. Саат и пол. Неправилно притворен. Минута. На една телевизија, на емисија 360 степени, еве да ви кажам, вика саат и половина тој човек. А сега да ви кажам како... Ми се молам. Значи, сакам да направам паралела со која ќе се сложите. како викате една минутка во шутка и во Идризово. Не бе, една... Абе, дома да ти се појават во мијчданите затвор. Во ред е тоа. Амблок се согласувам со тоа. Во ред, сега ја друго сакам да кажам. Кога ставаат притвори и кога поведуваат по стариот ЗКП, сега по новиот. Значи сега тогаш со решение, сега со наредба за спроведување истрага, овие што се пим мерките. Значи во тој момент посебни истражни мерки. Значи они не се декласифицирани и не можат да служат во судска постапка. Во сите решенија за притвор и во сите предлози пишува дека и од пим мерките што ќе произлезе. Чекайте бе, ние ванѓали сме. Значи ванѓали сме што ќе произлезе. Значи они даваат. А не се, јас ви кажувам, тие си се отворени, си ги читаат, сите што сакаат си прават. Значи, на предпоставена работа, иначе, што доказ има во еден обвинителот, ако не се тие пим мерки, кога главниот доказ е таму. Како носи решение истражниот судија за спроведување истрага? Едноставно во тој момент нема докази. Тие не се подобни, не смеат да служат во судска постапка. А така работат, значи не во мојот предмет, да не бидам травматизиран, значи во еден куп предмет. Не. Господин Валентин, ја реков, јас сум хендикепиран во тој случај. Значи вака сега, јас не реков како случај, неправедни. Видите се, ја не реков за случајот да го анализираме. Можда сум крив. Не викам јас не, можда сум. Меѓутоа зборувам дали доказот тој доказ дали може да биде доказ. Значи, ако нема наредба која е подложна на проверка на одбраната, дали е законита. Ако е незаконита, јасно пишу законот, не смее да се користи во доказна постапка, односно не може пресуда да се заснова. Јас за тоа викам, зар јас би лажал се. Еве, прашајте Дијана Грујовска судиката, дали видела наредба на главен претрес. Можда некаде дома таму, можда на излет која била некој ја покажал. Ама ние на главен претрес не ја изведовме, не ја... Види, ова ме подсета вечерва, знаете, пред да дојдем во студиото, што се случи? Ова телото што ви го наместија... Адхок телото, еден од колегите новинари излегува и го прашуваат како кој ги казнили или предложили да ги казнили, вика, точно е дека не ги гледавте? Па да, вика, ама тоа е, вика, стварна доверба, вика. И се мене овде, Љубеше, извини ми, текнува или вицо да ви го кажам со Рамче во Лондон, кога отишол да игра отворен-затворен покер и губел и рекле, што не ги отвара така? Па вика, се е довер. Сега ќе видите вие. Ајде ги собрал. Значи, тоа знаете, нема љутиш колеги, тоа се твои. Ја мислам таму и Чилиманов е залутан, нему е местото таму, ама во позитивни смисла. Нему е местото таму, само да се докажам. Значи, пази, средновековно цензорство, тоа е инквизиција. Ја
Сакав на почетокот на дегресија да направам, ама еве не ми се погоди. Месеци половина сакав да ти кажам, сум одсутен од медиумите, имав причина само казна си направивме, што водиме истрагата прва фаза за Пајперот што се сруши и доаѓам овде и сега треба да мислам што да кажам, што да не кажам. Треба да прашам има ли упатство Љубиша, дали ќе те казна тебе, бидејќи морам и за тебе да внимавам, бидејќи ти не угостуваш. Не, ја треба за вас да внимавам. И видиш они направи Ван Хоите, ако сакаш да знаеш, од него е тој предлог, го прифатија и знаеш како? Полоине, јас се рачунам новинар, пишувам од 93-та. Ова е најниско дно што сме достигнале. Не се грижите, вие не сте политичари, тоа важи само за партиските представници, ќе морам ним да им Па добро, ама и ние треба да внимаваме. Знаеш како, не ни се исто Љубише да го казна телевизијата ради тоа што ја и Валентин сме кажале нешто што не смееме да кажеме. Малку сум разочаран да ти Добро, кажам. ние ќе бидеме културни, па нема да кажеме. Малку сум разочаран од тој аспект. Се гледа атмосферата. Еве, Љубиша, ако платиш казна, јас ќе ја платам. Поради моја грешка, ако е. Нема такви односи кај нас. Значи, вака сега, јас мислам околу сеја, треба да Само може да направиме мала пауза за реклами, а потоа го добиете зборот. Аргументи со Валентин Зафиров, со Трикостов. Досега разговаравме во првиот дел за и во вториот, веројатно ги разговараме за тоа, за работата на специјалното јавно обвинителство. Малку се направи паралела со претходниот начин на работа на јавното обвинителство, дали некои работи треба да се повторуваат или не, околу транспарентноста или од тоа почитувањето на презумцијата на невиност, дали ја имало и дали ја има и сега и како понатаму ќе се работи. Господа, сега би сакал, не ви го земам правото да реплицирате, бидејќи ве прекинав со реклами, но сепак сакам да прашам за една синтагма која важи за Македонија, дека нашето судство не е независно, дека треба да се работи на или синтагмата независно судство. Дали во оваа синтагма влегува работата на обвинителството и како се тие поврзани во триаголник специјално јавно обвинителство, судови? Јас ли прв? Ајде, бидејќи... Ја мислам дека и тука нема да се сложиме. Нема да биде сигурен. Значи, во 2008 бев активен судија, истражен судија бев. И јас испаднав на телевизија, немав ни постапка поведена за разрешување, ни ништо. Испаднав поради таквите притисоци врз судството, не само врз мене, значи колегите си кажуваме меѓу себе, испаднав и на телевизија, на прес, кажав дека нема веќе независно судство. Судството го допра дното. Значи, уште во 2008. За 6 сата, значи, у 10 часот беше пресод, у 16 часот стаса телеграма у Основен суд Велес, од судскиот совет, дека ми поведуваат постапка за разрешување од судија. Значи, за 6 сата се собраа, видоа шо и одлучија. Значи, само што изрази став дека трпи притисок судството огромен и веќе дека не го издржува притисокот од власта. Значи, во 2008 јас го кажав тоа. Тоа не беше видливо надвор од нашите кругови, значи од судските кругови, се уште не беше видливо и уште нешто кажав, морам да кажам. Судството, од кога постои од 45-та верувам, меѓутоа јас можам да кажам од 88-та сум запослен во суд, дека постојано трпи притисоци. Меѓутоа, интензитетот на притисоците и последиците, ако не потпаднаш под притисок, какви се, беа многу различни. Значи, тоа може у проценти, ако израдесиме, дека тогаш имаше 10% притисоци и последиците беше не ти даваат да одиш напред, година, 2, 3, 4, па некоја одлука ќе им се свиѓа, па ќе отидеш и ќе ти изберат у повисок суд, никакви последици према тебе и према фамилијата. Сега, значи, разрешувањето е најмалата работа што може да ти ја направат, а највеќе да те затворат, па дури и... Но, добро, дали сте сигурни дека заради изјавата го направија? Тоа е... Значи, затоа што го рековте или немаше нека друга позадина? После 6 сата по мојата изјава, го направија.
Зошто не го направија пред тоа, зошто не го направија по 5 дена, по 10 дена? Еве и ќе ви кажам зошто мислам дека мене ми почнаа постапка, значи во е пример као на многу судии што се разрешени. За една работа, во текот на тоа разрешување 10 работи се сменија, значи ти се браниш, тоа е исто судење. Значи сум отишол у Штип, одел некој, сум го пробил заштитниот сведок по мене. Ни знаел ни ништо. Кога директорот вика не е така, сега сум му кажал на директорот. Па кога директорот вика не ми кажа, па они се измислуваат и на крај не знам зашто сум разрешен. Значи, токму заради мојата изјава ти беше многу опасно, во тој момент се кршеше судството, беше многу опасно за власта, ако судството задржи независност. Значи, се што се прави од страна на било која власт, значи се прави преку судството. Ве прашувам и за обвинителството во кругот, значи не само судството. И сега ќе да се поврза. Значи вака сега. Имаме ние правосудството. И имаме обвинителството, се е хиерархиски поврзано натре како орган, од најнискиот до јавниот обвинител на Македонија. Меѓутоа и тоа треба да биде независно во однос на политичарите, односно на извршната власт. Значи они се хиерархиски подредени, зависна е работата на основниот јавен обвинител од висшиот, тоа е хиерархија. Меѓутоа и они треба да бидат независни. Полицијата како ќе даде кривичната пријава, па верујте ми не се трудат ни точка, ни запирка, не се трудеа, сега имаме нешто живнување последна година-две, значи не се ни трудеа ни точка, ни запирка да изменат до пресуда. Значи тоа е влијание на власта. Да. Значи не проверуваат, тоа не проверуваат. Значи јас со припадници на полиција викам зошто ова, некој по искусни од нив инспектори викаат, па треба обвинителството да побара од мене. Значи какви викавте ПЕО, вајда така се вика обвинителството тоа мерки, треба да побара, што треба да како полицијата орган кој е под обвинителството, што треба да побара обвинителството, по овие да му дадат за да испаднат со докази. Луѓето у полиција па не се толку стручни. Оние даваат кривичната пријава, натаму е на обвинителството, на крај на судот, по стариот ЗКП, кај што се мешаше судијата во прибирањето на доказите. Значи, апсолутно немаме независно судство. Еве сега да ви кажам, правосудство. Ако имавме такво нешто, зар било која власт, значи било која од било која партија ќе дозволеше во неговата држава да се формира специјално јавно обвинителство. Значи, јас ако сум на власт и ако ми функционираат сите органи, никој пат тоа не би го дозволил. Добро. Таа теза мислам е погрешна, ама е вака сега, значи. Независно судство или притисок на судство е сосема две различни категории, бар така јас ги гледам. Судството го гледам како правосудство, тука се и обвинителите, ја ги ставам и адвокатите. Имате, видите, од секој пат имало притисоци. Ја ќе ви зборам и за минатиот систем. Ама имало и позитивни работи. Постојат, точно е дека малку позатворена организација обвинителската, хиерархиска субординација е главниот систем, ама има нешто, колегата знае што е авокација, знае што е делегирање. Као млад обвинител се сеќавам. Ако некој е роднина од некој, сум одел во Свети Николе, сум одел во Пробиштип, од Кочани, сум застапувал обвинение за да нема субјективности и така над. Ама се сеќавам и на нешто друго, како го напушти судството. Голем случај, директор голем во Кочани, го притварам, и јас знам дека е во притвор, вечерта јас се шетам и го гледам, тој со супругата си се шета на слобода. Интервенирав тогаш, ако се сеќавате, началниците на полиција има право во првите 48 часа, 3 дена држевме. Што е ова? Од негде дошла наредбата и сега не ви кажам, од локалните мокници и ова и она. И реков, ако некој ме тера јас кокошари да гонам и она, не си, ама ја немам мислење дека целото судство е така. Тоа е, затоа ги кажувам овие случаи. Тоа е една негативна случка. Има многу позитивни случаи. И сега не треба да генерализираме, не треба да вадиме презумција една која не е заснивана на аргументи. Имаме отприлика меѓу 650 и 700 судии. Имаме некаде 200 и кусур, ако се пополнити, обвинители. Имаме X адвокати. Да, ви се молам, сите ли се корумпирани? Кај сите ли има непотизам? Кога дојдов кај непотизмот? Ја
Истражувам една работа со двотројца колеги адвокати и ја ќе ви кажам дека многу поопасен канцер е клановите што успеваат да се развиват во македонското правосудство. Каде што, еве да употребам, може би, поим што не ми се бендисува фамилијата, каде што 2-3 фамилии се обидуваат да ги држат работите. Ама фактите, знаете ли како зборат? Дека е така. Не iscelo. Дека татко, син, керка, сна, распоредени, како беше она рамноправно, во суд, во обвинителство, во адвокатура. И сега знаеме што е пинг-понг. Тоа некој треба да направи едно добро истражување, да виде заради такви врски колку предмети успеале, не успеале, или е на штета на законот или на правдата се финиширале и да видиме како да спречиме. А иначе јас ќе ви кажам дека нашето судство функционира, нашето судство е ефикасно, затворите се полни и нашето судство прави грешки во работата. Мислите дека за тоа што затворите се полни е ефикасно судството? Не, Јас ви кажувам, тоа е ако крајниот ефикасно- продукт ако за е кривичното ефикасно зворење судството сега. нема да бидат полни Ајде затвори. ајде да земе цивилната материја. За цивилната Од милион предмети, ќе се најде еден предмет Сотир Костов оштетен, куќата му одзеле дворот, пример, хипотетички зборувам, нивата му, патот му пресеку не му дале соодветна Крушата, надокнадна, гранки, така гранка. Ама од милион предмети, стотици, па еви и 1000 има неправда. Ама, колега, милиони предмети со години што Вака сега. функционираат, Значи, правдата си се доделува, а на крајот на краиштата, па и воредните правни лекови зошто постојат, па и тој пусти Страсбур, еве го Еве вклучивме. сега за ворен. Полека работите си доаѓаат на своје место. Еве за ворен. Да завршам. Ама да кажеме дека судството е тотално паднато на колена, дека судството е тотално независно, и јас сум најголемиот поборник против таква генерална оценка, а ми дадовте мотив да зборам нешто за овие заштените сведоци, ама ако не праша После ќе колегата, бидете. има Ајде ќе некој се дојдеме ути, и вие за ги тоа. спомнавте. Да. Вака сега, јас сметам дека е тотално паднато. Ама не значи дека сите судии се неквалитетни и учествуваат во ова. А Ова е неке друго. Ова додавка е друга. Не. Судството дека е тотално паднато, е тотално паднато во сите медиумски покриени предмети. Значи, зедите го Змис Скоко, зедете Фаланга, значи во предмети кои што сум учествувал и можем да кажувам. Мојот предмет, Фаланга 2, не знам кој не, значи таму нема П од правото. И јас стално нагласувам, ако си ме прател, ако сте ме прателе, колку може да значи, ме пратите? јас стално нагласувам дека најголемиот пат на судството е Скопската единица, односно во одделението за организиран криминал. Ја не зборувам за обичните предмети, кај што нема никој интерес, дека судијата неквалитетно суди. Мада, со погрешен избор, а имаме многу погрешен избор на судии у последние 10 години, значи имаме партиски определени судии, значи со погрешен избор, мене, еве лично да ви кажам, не сметам дека судијата не треба да биде партиски определен. Значи јас сметам дека секој човек има право да се определи партиски. Меѓутоа во работата не смее тоа треба да биде професионалец. Значи во работата треба да биде професионалец. Ама кога некој не е способен ти го ставиш да суди, он не знае што е право. Значи одвај најслабите адвокати, не знам, отидоа во судство. И го блатат судството. Значи они не отимаат наредба тие за поситните за обичните предмети, него е тоа од незнаење. Значи од незнаење, ама ги држат за некој пат да не треба да послушаат. А јас зборувам за оние најтешките предмети, кои се медиумски покриени, кои се притвараат луѓето од улица, со камери, за секаде тој, како Љубе Бошковски, еве јас Вранишковски, например, го судев. Значи јас, иако сум православен христијанин, македонски православен христијанин, ја давав ослободителни пресуди таму. Значи и ден денес кад тврдам дека моите пресуди од правен аспект беа многу исправни. Многу исправни. Како они завршија? На крај и третата, последната пресуда, па Врховен суд, од која излеже човек, испадна. Затоа доавме од таквото судење Стејт департментот да го има у своите извештаи дека е тоа политичко судење. Значи, за големите предмети кај што доаѓа до јавноста, кај што се руши угледот или се гради угледот, за тие предмети зборувам дека се тотално под контрола на власта. Само за Змис Скоко да се навратам. Змис Скоко неколку пати премиерот на државата испадна
бившиот премина, поранешниот, испадна и кажа дека тоа е предмет кој ќе се учи во соседните земји, во странските држави, како требало да работи судството. Јас ви тврдам дека тоа е пример што можда веќе се учи како не треба да работи судството. Значи, таму таква карма каша е станат во предметот, што не знам колку судии сега да дојдат, нема да го исправат. Значи, 10 години се води постапка, немаме правосилна постапка, а премиерот тврди дека ќе се изучувал во... Натаму, мешањето во судството. Стално испаѓаше министерот кај Гордана Јанкуловска, мислам се викаше, на таквите предмети, на такви акции, она кажуваше дека или Иво Котевски, дека криминалците се фанате со име и со преземе, тоа правиш. Значи нема, они се однапред осудени. Значи тоа влада е внесува стравка и тие судии што ќе го носат, што ќе го одлучуваат по тој предмет, како ќе одлучат? Значи не може министерот да испадне за секој предмет и да каже тие фанати се, тие и тие, тоа го направија. Значи, они однапред ги осудува. Значи, сведоци... Затоа Костов веројатно... Мора вака, ајде да бидеме коректни. Рековте од 88 сте во судството. Да. Се сеќавате ли на најголемиот избор во еден ден во собранието меѓу 93 и 94 5 6 96 јас сум избран тогаш прв пат, да. Епа ви се молам. Да, јас Не се сеќавате на тоа, пошто велите во последните 10 години сукцесивно се пополнува она што се Затоа што испразнува. немало генерален реизбор. Да. Затоа што немало. Ама тогаш се сеќавате дека Кој го правевме направи држава. генералниот Чекайте, се сеќавате дека немаме, можда вие не знаете, ама јас ќе ве Ајде. потсетам. Сите судии што судеа во 96 година имаа изминат мандат. Значи Да. не, а со изминат мандат може Ма ли јас да сеќавам и на уставниот Чекај, закон. не вака се. Јас сум Ќе ве прашам. конкурирал, се Значи, вака ќе ве сеќавам. прашам. 93 уставниот закон. Се е во ред. Продолжување. Само да ме прашам, дали Се е окей тоа. Дали може судија да суди со изминат мандат? Па затоа сега ти има доживотен. Значи Не оставиме сега. Ама се Не оставиме менува сега. системот. Се менуваше. Значи вака се смени системот. Се каснеше со системските закони за судството да. и на сите судии им истече мандатот. Дали може судија со истечен мандат да суди? Тешко 4 прашање ми Јас поставувате. ти ви кажам, по закон не смее. Значи, Формалистички ако гледаме. не е формалистички, Па, 9 добро. ти трае 4 години мандат. Еве за А не е политика, ба, Дали не друга е политика. политика. Решение за притвор. Ако пишува дека 30 дена трае притворот, по истекот на 30 дена, ако нема предлог за продолжување Паднаа тие притвор, решенија, паднаа тие предмети. не, дали може да продолжи притворот? Не. Не може да. Ама, Значи не кога можете ти е да нешто... ме наведите мене. Нема, не ме наведувам. Ама вие не сакате да признаете. Правото се уште го учам, го читам законот. Не само се е во доние ред, напамет. се е во ред. Тоа Малку од сте мојот- хендикепирани од што сте мојот- изтаени од од мојот правото. почина татко го Виде, научи. јас гледам- Законите се учат Гледам да дека го отвориш знаете книгата. правото. Да. Меѓутоа сте хендикепирани, не учествувате директно у тоа. Не, тоа не ми е хендикеп тоа. Види, Тоа сепак- само се бранам кога ќе кажам немам конкретни податоци за некои А случаи. јас конкретно ве прашам. Сотир, конкретно те Еве ми прашам. одговорив. Не Дали- се продолжуваат тие Дали решенија и така мандатот, натаму. еве, дали мандатот ако ти трае 4 години, Стварна дискусија е кога цел систем е зафатен, цело општество. не правно Не- гледано, не остави падна системот. системот. Не бе, во еден Ајде, систем што вака. функционира. Зошто Зборувам тогаш за не систем- рековме дека судството падна, дека системот падна, дека немаме судство и така натаму. Значи, Него вака сега. сите гледавме да ги Значи пополниме вака да им тие појасниме 600 на така е, да им појасниме Ви се молам. на гледачите. Тоа се дека преломни моменти. Се е во ред, како и сега што се преломни. Сега не е преломен Си момент. сега е. Си има судство, си стварна работи оценка, и стварна- греши. Ама и Еве, тогаш имаше ќе судство. повторам, и Ама греши. И тогаш имаше судство. Значи само со истечен мандат, значи ако така гледаме, правно гледано во еден нормален систем кај што се функционира, дали судија со истечен мандат може да суди? Не зборуваме кај нас, еве да се абстрахираме. Како правници, Прашањето бара Како многу елаборација да се земе контекстот и времето јас кога ти се ви кажам, случило. многу често учествувате во дебатни емисии, па успешно ми го избегнувате одговор. Не, Значи, ама во е како ви правно одговори за прашање. актите? Не, ама јас сакам само Еве, ја ќе ви да вратам. направам според. Паднаа ли сите предмети што ги судија тие судии со истече мандат? Не. Епа, Не падна. И сега, Значи, и не сега падна. јајцето и Меѓутоа, кокошката. Вака се И сега, решение, кој е во право? Ама ворете де, јас викам Значи, дека не, ама се неправилно слагам, судени. се слагам Не, со тоа потполно. не. Значи Тоа вака се моменти решението, кога некој во државата одлучува. политиката одлучува за судството. Значи решението во тој момент за Државните да органи. престане колапсот, секако требаше генерален конкурс, пошто на сите им беше истечен мандатот. За тоа беше и тој генерален реизбор. Значи на сите Се ме судии терате да ви кажам дека министер за правосудство сите требале да паднат тогаш. Не, државата се правеше тогаш. во ред и како ти избераме судии?
ако им истече Се мандат. знае Ама како како- у собрание. Па у собрание беше со Ама генерален како- реизбор. Ама како ги избравме во еден ден, Љубиша? Па Сите во еден ден се избраа. Тогаш се формира судски совет. Нов начин на работа, значи имавме структурални реформи во судството. така. Нов начин на работа, судскиот совет го работеше тоа и испадна со сите предлози, не за сите судии. Чекайте, ама Одеше знаете- прво врховен суд, мислам, па апелација, по основните судии. Така се формира. Прашањето е не само дека многу во еден ден, дали сите беа стручни, дали ние од почетокот имаме кодна грешка, па стално има некои судии кои што не се стручни, а пројавуваат Љубиша, тие луѓе беа И тоа е затечени и чиста- не можеме да кажеме, некој Ама може би ќе ми велите, замери, не можеме да сите, но кажеме некои дека не се. беа стручни. Ама Сега, стално битно има е тие некои. што не се Тоа бе стручни. луѓе со искуство. Љубиша, у 600 судии. Па Како- очекуј дека ќе има Знаете што, 10%. сега сите викаме- Кукуј викаат Србија. Ама не знам како измерите 10%. Па не, очекуј, викам, ајде сега не, да не. речеме. Стално има нешто шкар. Кој- У кој е секоја роба тој? има шкар. Ама А зошто кој- денес проценувате дека е 100%? Јас не викам 100%. А зошто проценувате? Ја реков Па викате најнис- судството не е паднало. Значи, кога тој тоа Функционира, го гледам. Кога ќе се, ама види сега како функционира. Кога ќе помине Со одредена проблеми. граница. Тук и таму. Ама многу Со големи проблеми. се. Вака се судски, тие судии што пази, бевме исправни. Ради кривичната материја ништиме извршна материја, граѓанска, парнична, ванпарнична. Не сме праведни, Љубиша. Само, знаете како, ова за Валентин не се однесува. Неколку адвокати ги вртат десетина предмети, оние звучните, и од нив изведуваат премиси за генерални судови, а тоа знаете ли што е? Тоа е, се подпираш на аргумент кој отпосле треба да се докаже. Однапред кажуваш дека све не чини. Ај докажи го дека не чини цело. Видете, вака се Ајде има. сега, извини, ај. Ве разбирам, говориме само за судството, судиите, а велиме трпат притисок од власт, од секоја власт во Так, изминатиот так. период, и самите реколти што од почетокот секогаш имало притисок. Не се докаже. В 96-та, 99-та Во имавме проценти говорите идеален, најблиску до идеален судски совет, кој беше од еминентни стручњаци, кои не беа од судиите и не трпевме ние притисок. Они не штитеа. Чекайте. Тоа стално ти Значи, го кажам. Сака да кажете, овој судски совет е толку моќен, па Од Не е моќен. Ја браш Ама никако обртно. не е моќен. Па не е моќен. Ако е моќен и ако е у функција на моќта, треба да Па ги штити како он судиите. да врши толку Значи, јас притисок? реков, тој судски совет нешто не ни вршеше, не штитеше од притисок. Значи, не штитеше од притисок. Пошто Значи- предлогот за наше разрешување, он мораше да го даде. Господин Зафиров, господин Коста, доаѓаме до вашиот случај кога се откажавте од правосудството. Да, ама тоа ја сам, не под притисок, сам не, се не под притисок. Значи, кога нешто не функционира, Не, доаѓаме... бев млад и неискусен да се докажам. Млад, неискусен, емотивно, може- емотивно реагирам. И Сега не затоа би- велам. сега не би ако- така? Не, во никој случај. Ама еве Знаеш сега што? работам одговорни работи, проблеми. Не, сакам да кажам. Истражував како загинал еден председател во државата, не се откажам. Господин Во Костов. 4 држави не ми ги отвараа вратите. Да не мислите на Катица единствена што некој мислите и прави обструкции. Не ми дате, има не ми се дате бориме. да кажам Има- прашањето во се поента. извинувам. Не е секогаш проблемот во судиите или во новинарите. Значи, Па да. по дефолт, власта врши притисок или сака да врши притисок. Ако некој измеѓу, дали ќе биде совет судски, дали тело на ЗНМ или новинарско здружение, не се најде измеѓу да избалансира, тогаш останува на новинарот или судијата да реши по своје наоѓање дали ќе биде честен и ќе го нема да го прифати притисокот Да. или ќе подлегне на притисок. Оставен сам на себе. Значи, каде е независното судство? Во индивидуалниот однос на секој судија поединечно, во квалитетот на кадрите кои што се отпорни во советот, кои што ќе се спротивстави на власта, и до силината на власт. Значи, доаѓаме до една дилема, значи тоа е спрега. Вака сега. Не, Како ќе ги Љубиша, направиме за 10 рушење на луѓе, независност? По кој за закон 10 луѓе, да за бидат 10 отпорни луѓе на ние власта? ништиме 600 луѓе. Не е така. Само Не тоа е е. така. Моето Не е така. моето Не е становиште така. е. Не е Ако така. 10 луѓе потклекнале од нечии притисок, Не е за 10 луѓе. Значи не е за 10 луѓе, за многу Има повеќе. сервилност, значи дали Да, некој има е сервил или сервилност. не, Вака сега. тие го рушат Значи, системот. судијата е пред дилема. Дали ќе ги трпи последиците и да се спротистави на притисокот кои можат да бидат различни од Без вработување, разлика, мал, невработување, големи до така рековме до затварање. Ама секогаш било така. Е, така те. И мирно ќе спие после тоа, или пак, ако има совест, за судиите што имаат совест, мада има и што без совест, или пак ќе го прифане притисокот, ако има совест, па немирно ќе спие.
Значи, кога ќе осудиш некој на тешка затвор, еве слушав од телефонски разговори дека у Сопот лежеле луѓе по 10-14 години, тоа го слуша и судијата. И сега он мирно спие. Јас не можам мирно да различни спием. случаи, значи вие, ние, јас, Ма видите, секоја служба е тоа. Љубиша, пред десетина години кој што и ЕУ се на залага еден да се поранешен формира. премиер со господинот Манолев од цивилно воздухопловство му преземивме авион. Не се јавува. Го имате тоа право? Го имаме. Зошто го правите? Заради ваша сигурност. Завршена работа. Па протистави се колега. Па дај аргументи. Ама, Јас се Дајте како, некој му кажал, некој не. предпоставам, не сакам името да го кажам на премиерот, да се знае кој е. Значи, некој му кажал и не знам од окружението немаат право кои се они она. Му рековме, ради ваша сигурност се направи чеклистата, се направи проверката, тап, авиончето леташе. Значи, не е сега- што не, сега? не остава Ќе се на јави премиер и судството. министер и сега ние треба да се ама, тресиме. да не Ние треба да се оставаме плашиме. на личноста, да направиме А систем. некој пат и фама се прави од ова, да ви кажам. Голема фама се прави. Немам ја баш такво искуство дека толку се тие луѓе без чувство, дека тие луѓе така вршат таков притисок, немам ја такво чувство, а не негирам дека има такви случаи. Колега, тоа е Брака, разликата сега, меѓу нас. Значи, ворете. Значи, од едно тие случаеви се од еден многу случај не зачестија. смееме да правиме генерално правило. Телевизиски ги гледаме тие случаи, по медиумите ги пратиме. Многу зачестија, се многу пречести и последиците према судиите беа многу огромни, лоши ако не прифаќаат. Значи, ни за судии, па знаете ли од мене бара мојот пратече судија притвор да го држам 30 дена? Значи, Еве, вие ми кажувате. Еве, судијата Анѓушев. Ја ви верувам. Јас ви кажувам дека ја имам бара... добро разбирање со вас. И јас се вратив и го пуштив. Тоа беше 2007 март месец. Од тогаш јас се од власта се пазев. И ја од 2008 се пазам дали ќе бидам притворен или не. Значи тоа ми беше тоа. Немојте толку да се пазите. ја Па мислам- еве ме притворија. Ако е- 2013. ако За е- дело со дело што сум го наводно сум го направил во 2008. Едно трето прашање. Ајде малку за тие сведоци да поразговараме. Може, Ајде малку да нема поразговараме. проблем. Поведете. За заштитени Да, сведоци. да. Ајде, еве, нека биде преку прашањето, вие поверете. одговорете како што ќе одговорите. Значи, дали, ако постоело сега јавно обвинителство и судови какви што ги имаме, да или не, корумпирани или не, подложни или не на власта, формираме специјално јавно обвинителство. Ако одиме по тој паралелизам, на мала врата сега се уште се заговара, Да. не многу, Суд. специјален суд. Значи, ако одиме по две вертикали, дали тој ќе го реши? Не, нема. Ние Ќе надмине стануваме синтагмата паралелна не држава, независна. тоест држава со паралелни институции. Значи, да се разбериме, да дефинираме. Обвинителството, специјалното јавно обвинителство е неуставно. Со закон избрано, али е неуставно. Уставот кажува едно и тоа многу добро го знаеме сите. Требаше да се избере специјален јавен обвинител, да функционира со своја независност, висок степен на независност во јавното обвинителство. Па ако се проценеше дека така не ја бива работата, да се смени уставот, да се даде можност да не е единствен орган јавното обвинителство во гонење на сторители на кривични дела и кривични дела, и тогаш да се избере и специјален јавен обвинител, а да се смени и уставната одредба дека воредни судови не се дозволени. И сега, знаете како играат некои колеги, па тоа не се воредни судови, тоа се специјални. Се знаете, јас како го нарекувам тоа еуфемизам. Значи, работите ги нарекуваме со други зборови, а суштината им е иста, само формата им ја менува. Значи, уставот е дециден и едното и другото не е дозволено. Тоа е диво месо, но се до епохалната историска изјава на специјалната јавна обвинителка дека парламентот е нелегитимен, дека председателот на државата е нелегитимен и дека уставниот суд е нелегитимен, јас ја поддржував. И нејзе и незиниот тим, бидејќи мене ме интересираше да видам на вистина толку ли криминал има во оваа држава, висок, софистициран и како по правило извршители, носители, тоа е извршители на високи државни функции. Верувате, и мене ме интересира тоа. Но, што се случува? Обвинителката наместо да покаже професионализам и стручност, таа се замеша во политиката и вели, вие сте нелегитимни. Еве вака, тоа кога ќе се установеше во суд, значи пак да не се враќаме, само во суд со докази и аргументи, тогаш таа може тоа да го каже. Бидејќи така го направи на така
правнички вулгарен начин, лично мислам требаше да биде доблесна да се поднесе оставка. Знаете зашто? Зашто и таа е нелегитимна. Па е избрана од нејзиниот нелегитимен парламент и собрание. Што правиме сега? Па ќе паднат сите на некои меѓународни судови, се не знам, Страсбург или каде, ќе паднат сите обвиненија се, бидејќи е нелегитимна. Значи, кога правник обвинител ќе почне да употребува политички изрази, таму нема јавна обвинителска функција. Таму нема јавна обвинителска. Кога ќе се држе до судството, до судењето, до аргументите, до доказите, па, како велеа србите, северните наши браќа, нисмо сви анџели. Значи, могуче е да има криминали во високите врвови на власта, ама да, истражувајте го, аргументирајте го и докажете го. Мојот став за тоа е прилика така. Пред да ви дам збор, после уште еден блок реклами, да наполниме чашите со вода и продолжуваме до крај. Еве при крајот со аргументи, Валентин Зафиров, адвокат поранешен судија, Сотир Костов, аналитичар, поранешен јавен обвинител. Дојдовме кај вас, господин Зафиров, реплика на она што го кажа господин Костов. За специјалното обвинителство дека е неуставно, значи Сотир кажа дека е забрането. Уставот нема таква забрана. Значи кажува како се основаат обвинителствата и судовите. За судовите има забрана. За судовите да, за обвинителите не. За судовите единствен има орган е вика. Значи за судовите има забрана, има забрана. Не смеат посебни судови, па затоа се формираат специјални одделенија како во единица. Во рамките на постојниот. Да, во рамките на на еден суд во кривичниот. Сега уставноста. Дали устав, ја реков од почетокот се воздржав дека не сум професор по уставно право, меѓутоа јас ја вадам уставноста на специјалното обвинителство, затоа што уставот е производ на волјата на народот. Значи, он е едини акт што е производ на волјата на народот. Он е конститутивен акт на државата. Законите се производ на волјата на владеачките партии. Значи, има тука разлика. Дали е уставно? Сега ќе значи, ако е со 111 гласа, повеќе во парламентот од уставот донесено. Значи, таа е политичка димензија, се зборувам за политичка димензија. За 111 беа кога го изгласа постоењето, конституирањето на специјалното обвинителство. Ако 4 лидери, кои се лидери на 80% од населението, сега, освен незави, ајде 70 нека бидат. Значи, на опозиција, на позиција, од албанскиот блок, позиција, опозиција, се договорија тоа да постои, значи, таа политичка димензија на уставноста постои. Правната димензија, значи правната димензија па не е издвоено специјалното обвинителство, значи го бираше специјалниот обвинител со сиот тим и избран од јавно обвинителскиот совет, колку што се сеќавам. Исто така поднесува извештај, односно сноси одговорност специјалниот јавен обвинител за работата на специјалното јавно обвинителство пред парламентот, значи дури е двојна, што нема ке судството. Значи и пред јавно-обвинителскиот совет. Значи, он е дело е од тоа институција. Ако ние имавме доерба, значи, токму беше тоа намерата, доерба во работата на јавниот обвинител на Македонија и на целото од основно, хиерархиски нагоре, обвинителство, немаше да правиме специјално јавно обвинителство. А она за специјалните судови сега, моје мислење и специјален суд да се направи. Како специјалното обвинителство е само допринос за да се утврди правдата, да се открие криминалот, само допринос како еден преоден период до тотална реформа на судството. Исто и со специјален суд сега која имаме. Затоа што они не се издвоени од судството. Специјалното обвинителство сега постапува пред редовните судови. Гледаме како завршуваат неговите предлози. Значи, ама тие се единствени. Во ред, само да дозволете ми. Ако направиме основен суд, специјален суд, кој ќе постапува по предлозите на јавното обвинителство, тоа не можеме да го издвоиме заради принципот на тростепеност на судењето. Не можеме да го издвоиме од судството, од системот. Затоа што по одлуките на основното јавно обвинителство ќе има жалби
па ќе има на жалбата воредни правни лекови Така. да стаса до врховен суд, а недовербата е према целото судство. Меѓутоа, тоа ќе допринесе за откривање на криминалот. Затоа што, во никој еве сега ќе ви кажам, кога специјалниот јавен обвинител под ваква лупа на јавноста испадне со докази против некој, судијата веќе во судот се замислува. Полека, ме пратат сега. Јавност Јас трпеливо го чекам тој момент. Само ако Трпеливо го основниот чекам суд, тој момент. ако имаме специјален суд и кога ќе го прифане барањето, дали е за осуда или го отврли, се исто. Значи, специјалниот суд кога ќе донесе одлука под јавноста, под притисок што направи јавноста. Значи не е тоа притисок директен, него самото јавно работење. Самото работење пред јавноста ти ствара притисок. И настојуваш кога сум работел пред јавност, настојуваш да бидеш. Чекайте се. Добро. Костов, само со прашање ви одговорете. Само со моје прашање. Нека биде специјален суд. Ние живееме со истите луѓе. Како специјалното јавно обвинителство наеднаш стана специјално, кога луѓето Браво, дојдоа Љубиша. од јавното обвинителство? Не чинија во обвинителството, сега се најдобри као специјални. Кои судии ќе ги ставиме Судиите во- не чинат сега во редовното Ама истите судство. судии ќе бидат Што тука. Кој кажува, ќе ги- ќе ги извадиме од кој тамо, ќе ги најдобри одбере? ќе бидат. Па Ама кој тоа ќе- е. Тоа се тие значи, фами дојдеме што до се претходното создаваат. прашање, до индивидуално Замаглување на состојбата е. Тоа е замаглување на состојбата. И тоа е первертирање на работите. Усложнување наместо да ги Или се ослободиме симплифицираме. притисок, господине Костов. Ма каков притисок се слободно? И се Тоа извадени е, пак од- ви кажува, ќе дојде во апелационен суд, ќе дојде во врховен суд. Може ли јас да одговорам? Може само да заврши. Ама не, Костов. вака сега. За доказите ми е многу интересно. Еве вака. Оној ден вака Само вели сотен ќе скратам. мисли дека зрема време и за Па мене, добро, дека имаш ни право. заврши Имаш право. емисијата. Вака. Две и пол За минути за за изборите вака вели. Две и пол минути. Вака вели. Ги фати прво тие предмети, биле најбитни, а пред 3 дена ваква изјава дава. Не сум сигурна дека баш тие 35.000 лични картици употребени во изборите. Прв, непобитен факт. Втор факт вика, па ние и денес ги немаме избирачките списоци. И сега пазите. Изборните дела се такви, треба да има малверзации или во избирачкиот материјал, бар тамо сум специјалист. Има еден нал образци да ги фалсификуваш или на некој од избирачите да му го повредиш правото на глас. Картица без докази не може ни едното, ни другото да го докажи. А веќе, да не ги спомнам сега ја по имиња, министрите и сите кои се оцрнити дека фалсификували избори. И знаете што? Извлечено, извадено од контекст за тој пусти центар, да беа паметни, требаше да го препустат после првото гласање Костов, на опозицијата. Костов, А избори се спроведува во цела Македонија, во 80 општини локални избори и сега ради пусти центар сите избори ги правиме незаконски. Кој Завршувам. има ќар од лошо специјално јавно обвинителство? Никој. Не, некој мора да има, ако е Не. лошо, ако Не така. знам, ме наведуваш сега. Значи сега мене ме интересира Па никој пати јас се прашувам, еве вака. прашувам за кого, кој- Покуша Катица да кој сака манипулира да- вака. А мене ме поддржа Никола Груевски. Да, ама кога му кажа дека била една од најдобрите, дека била една од најморалните, дека била една од најтренираните во странство и дека ја поддржува меѓународниот фактор, и кога ќе ти стават тие факти Ама рече дека има вербално добри на маса и ти ќе речеш да се согласувам. Година дена Катица правеше се не убеди во спротивното. Па што ја научија западњаците? Вака да се однесува на јавност. за Филип. Вака да суди Прашање. надвор од судскиот. Го заборавивте Не, прашање? го Не, заборав. го одговорив ја. Ја одговорив на прашање. Да, ама јас го заборав. Се извинувам. Ја одговорив на прашањето. Значи никој нема ќар, и ако е тоа што мислиш, Не беше нема ни тоа ВМРО прашањето, ќар. кажете. Нема ни луѓето на власт нема ќар. Не, не. И они сакат да видат дали работава тако како што му се сонило на Зајко при крај или не. емисијава. Ајде. Сега и јас Ајде, не завршите, треба да вашиот зборам. став околу специјалното јавно. Ако мериме, вие повеќе зборите, али ја не мерам така. Да. Обвинителство, како и беше формулирано прашањето, па, ако се сеќавате како и беше. Па не знам, многу Не, прашања. последно беше кој има ќар. Тоа на Не, крај не, беше. беше прашањето како ќе одлучиме и ако има Еве специјален сега, суд. сега. Значи, Значи како јас ќе на работи почетокот дом? на емисијава кажав за судиите која зборував дека не сите судии се подлегнати на притисоци и дека не се честни и дека неправилно работат. Значи имаме судии кои многу ја знаат работата, се маргинализирани
Едноставно не им се дава шанса да дое. Значи имаме судии Кој што ќе ги знаат избере тие? работата. Кој ќе ги излече од таму? Значи, вака сега, тоа е Значи, не може ствар. тие сами да се вака понудат сега, да како досеја што теравме, ако се случува пред избори да ги бираат, а нема да се случува, тогаш политичките лидери нека си ги бираат. Како досеја што ги бираат. Меѓутоа јас зборувам како е правилно со едни структурални реформи во судството, со едни персонални реформи на судството. Ако се врати власта на парламентот, јас зборувам дека власта на парламентот барем онаа контролна врз судството мора да се врати. Затоа што видовме дека не функционира поинаку. Значи, судскиот совет да си предлага, значи и судскиот совет да не ни бидат. Вие знаете ли дека имаме стручни соработници, не знам овој состав на судскиот совет, дека стручни советници беа бирани членови на судскиот совет. Значи, кога ќе се дигнат критериумите, кои можат да бидат членови на судски совет? Тоа ќе се направи нели со политички договор. Мислам, политички договор зборувам со Ја не би со политички не договор. таков Ја не би. политички. Не би. Зборувам во парламентот со носење на закони, на системските Со правни закони. стандарди и принципи. на системските закони. Така. Значи тогаш Така. во овој Тука момент сте во право. дека во овој момент дека специјалниот суд се што ќе правиме ќе биде исполитизирано. Се што ќе правиме. Ама дојдовме до тоа да рече. И токму за тоа се предвремените избори, да испаднеме од оваа криза. Значи предвремените избори се за да испаднеме од оваа криза. Верујте ми, никој на власт, значи никој на власт, не е СДС, не е ВМРО, ако не им било предочено сите пропусти и што трпи држава поради ваквото работење и дека е пропустот на власта, не може на опозицијата да биде пропуст. Значи не може да греши опозицијата. Кога е опозиција, кога ќе дојде на власт, тогаш ќе греши, ако греши. Значи, сите пропусти доведоа да подлегне под притисокот и на меѓународната и на домашната јавност, да не се лее крв, мислам, по улиците, да не се разрешува. Како што одеше кон точка на вриење, можеше да дое до тоа. Јас не сакам да дое до тоа, како нели, како родител, како граѓанин. Значи, не сакам со моите комши од спротивна политичка определба да се тепам. Значи, дојде како решение политички да се решаваат сите вие работи, адхок да се решаваат до избори. И јас верувам дека кога ќе има избори, без разлика кој ќе тепа. Значи, јас сакам да тепа опозицијата. Ќе победи. Не, јас сакам. Кој ќе победи? И се извинувам. Значи, добро, и ние така. Тој што ќе победи да не тепа, тоа е Значи, важно. ама да не се случува ова што се случуваше до сега. Да има измени. Кој сака нека помине да почне да владее правото. Значи ние имаме само еве сотри ќе опрашам за аболицијата. До која дереже ние правниот систем, што е дел од правосудството. Завршуваме. Аболицијата, само една секунда, аболицијата. Дали давањето на аболиција е уставна? Според законот што го смени. Треба многу да ви образложам. Не, со да, еве, ајде дали од повикувањето е условно. Не, Дали ја некаде ќе ви сте кажам. чуле за такво нешто? А од повикувањето не ме бендиса и Не, тоа да не ме лично му го бендиса, кажав на не, председателот. не може ме бендиса. Види. Актот е уставен. Вака сега, Актот е како уставен. како И пазите, опозиционер. тоа е Менделовски акт, ама тоа друг пат ќе ви го. Видите, мене ме бендиса по Таму во повикувањето, дневник ама сум не го е правно. објаснувал. Ама не е правно. Тоа е не злочин ни казна, туку А сте чулели помилување. некаде? Дозволете. Ама помилувањето е Тоа стекнато Нелсон Мандела право. го направи. Помилуван па Не, ова второ не. за второво зборувам па, значи кај нас Не, прво ме пошто прашате за законот првото. имаше измена на законот, под го немаше. притисок. Еве во ред за тоа. Ама да отповикаш ти аболиција, да отповикаш. Многу- Мислам тоа е тотален криминал. Многу странците да ни се мешат Си е во ред, ја не знам дали странец ќе ми се замеша ја криминал да направам или не. Значи криминал е криминал. Да отповикаш сте у кривичното право, стекнато право, да имаш ти помилуван човек. Значи тоа е акт на државата, волја на државата, така? И после тоа да го отповикаш, па која правна сигурност? има? Сака адвокат збори. Зборувам како правник, не како адвокат. Па добро, и Мене како ми адвокат, одговара. не. Мене ми одговара што се отповика аболицијата. Сакам сите да поминат на постапка, да се утврди одговорноста. Јас го сакам тоа, не дека сакам да бидат осудени, него да се утврди одговорноста. Ама на таков начин не. Мораме Не да се свати завршиме. актот на председателот, не го свати, помине време од дистанца една ќе биде поинаку ценет. Ама Може тоа е политичката оценка, не правна. Ви благодарам што бевте гости во аргументи. Благодарам Беше на чест. поканата. Остана за малку- заштитните сведоци во друга прилика. Да, не стигнавме. Тоа е голема тема. Тоа е голема тема. Да, и многу битна. Многу битно. Добро, ќе треба малце повеќе да се подготвам ја за стручни такви теми, големи Нема правни. проблем. Сакам да кажам дека сепак некоја политичка волја се постигна. Дали со притисоци така. или не, уште и таа кога ја немаше овие 2 години, бевме во поголема криза. Така. Сега оди тешко, можеби, но мислам дека се движиме движи кон, напред.
некоја разрешница. Мене еден близок пријател вака ми вели, ќе издржаме до 11 Да, декември. да. Така ми прави секој ден. Да, ама ако ни го одложат? Кој се? Тоа е Ја мислам прашање. готово е крах на Македонија, крах на власта, па не гледам и опозицијата што ќе кјари од ова веќе. Не, мислам Ме ја дека кракна држава да гледа. Тоа ќе Нема- биде нема интерес галиматијас, никој, да. правно-политички и морален Еве ќе галиматијас. дојде Хан, мислам дека ќе им каже дека Па ќе ни треба ли каже, сега да. само Хан да ни каже? Па сега влеговме, не можеме сега да го прекинеме, мислам, тој систем. Па за Или СДС го повика влегува, Хан. или не влегува. Тие го повика, не сега, на почетокот. У Не. моја куќа комшија да ти Да, пише. ама не седнуваме да разговараме, рекова со ВМРО без странскиот фактор. И тука беше кардинална грешка. И тогаш ВМРО ако е честен, Добро. ако честно работи, треба ќе рече не прифаќам. Не, не, Ние си тоа е- работиме. ние не живееме надвор од тоа, веројатно има. Па не се безгрешни и ВМРО. Далеко. Добро, благодарам уште еднаш што бевте го. Честа беше наша. Гледачи, благодарам на вниманието. Благодарам. Дојдување и пријатно. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која Андон, немаш Андон, право да да ме покраниш и прашам тоа за не можеш да го наредбите. направиш. Имам. Добро, дајте само Можете уште да сте саркастични колку што дајте уште една господин минута Спасовски. реклами, а потоа да ќе завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја е би. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија.